Оваа алатка има поставено стандарди по кои што треба да работат овие програми. Од информациите кои што јас ги имам за нашата национална програма, таа не е стандардизирана, ќе ме поправат колегите подоцна. Значи, ние немаме утврдени стандарди по кои што националната програма треба да се имплементира. Доколку националната програма предвидува дека организациите треба да имаат дропинг центар кој што ќе го посетуваат сексуалните работници, алатката покрива кои стандарди треба да бидат задоволени за тие сексуални работници да добијат услуга таква каква што треба да добијат со некакви стандарди и норми. Во рамки на нашите скромни буџети со кои што располага граѓанскиот сектор, можам да кажам дека и Стар и ХОПС направиле обиди да воспостават некаква инфраструктура во рамките на своите можности, меѓутоа ние не сме сигурни дали таа инфраструктура комплетно одговара со потребите на сексуалните работници и колкав број нашите постоечки, односно со оние расположливи ресурси кои што ги имаме, колкав број на опфатеност на сексуални работници ние може да задоволиме? Прво, ние немаме институционализирана програма за превенција од ХИВ, односно во моментов оваа програма се донесува секоја година и зависи буквално од политичката волја што во моментов владее во земјата. Значи, ние како организации сите што работиме на ова поле и што сме дел од програмите кои што работат на превенција од ХИВ, бараме да оваа програма се институционализира, односно најпрво организациите да бидат препознаени како даватели на услуги во нашата легислатива, а понатаму да се подобри преку стандардизација, значи давањето на тие услуги да се подобри преку стандардизација, во кој момент тогаш би можеле да се применат и делови и препораки од свит алатката, конкретно и за сексуалните работници, меѓутоа и свите алатките што ги спомнавте за сите останати клучни популации. И секако многу е важно за да можеме да даваме соодветни квалитетни услуги, одржливоста соодветно да се креира согласно потребите на клучните популации. Значи, ние имаме, дури не можеме да кажеме дека го имаме и минималниот пакет во моментов тоа што го даваме. Значи, буквално услугите ни се ептен минимизирани, а во услови на COVID, значи само дополнително се потврди ваквата состојба.